Контаминираната вода со метилакрилат е собрана, тврди власта, но стравот кај граѓаните се уште е присутен. Одговорноста се уште не лоцирана. Жителите на Пинтија и аеродром велат дека миризбата била неподнослива. Чувствувале болки во градите и стравуваат дека повторно вакво нешто може да се случи. 30 години во Охрид ја работам. Пестициди 12 години. Баш отровите, исто и господин, исто и овој господин таму. Ние сме, како ти кажам, некој осетиле мирис. Јас не сум осетил. Пошто самиот сум мирисам таму. 12 години со тие отрови работевме ние. Ние сме самите заструени во Охрид што работевме. Во купатило влегов, мисле дека кабли на струја нешто химикалија ми се запалило. Ја имам колектор горе, значи не трошам струја. Машината не уклучена. Мирисам, викам што ми смрди на кабел, на химикалија. Ме гушеше овдека, ми се лоши, што е работава. Тиноќа мирисаше корнеш. Значи не се дишеше надвор. Тоа е тоа. А години наназад ова не е сега. Значи мирис има не стално, ама на моменти знае многу гадно да мириса. Луѓе кои се вработени во Охис велат дека завчера во попладневните часови почувствувале силно печење на очите и одва издржале на работа до 15 часот, но никој не им кажал што се случува. За излевањето на контаминираната вода дознале од медиумите, тврдат тие. Она што е нова информација е дека утре Арама повторно влегува во Охис за да направи втора контрола на состојбата. Вели за Алфа собственикот на фирмата која го врши препакувањето на хемискиот отпад, Владо Момировски. Не сакаше да зборува пред нашата камера. Вели се појавил дури вчера пред камерите. 3 дена по излевањето на отровната химикалија, оти никој претходно не го побарал пред камера. Но на нашата денешна покана рече сега јас не сакам. Во моментот не се чувствувал одговорен за инцидентот, како што го нарекуваа, иако реагирал дури во петокот околу пладне, кога и дознал за тоа што се случило. Зошто веднаш не излеговте да и кажете на јавноста што се случува, туку чекавте дури после 3 дена, откако граѓаните се задушуваа па пријавија? Ни јас не знаев, ми јавија дури од Сабајлето. А што да изјавам, кога ни јас со сигурност не знам што ќе покажат резултатите? Арама пак ќе влегува, вие велите дека не е хаварија. Ќе поднесете ли одговорност? Арама постапува според процедурата. Ако се покаже дека мојата фирма е виновна, ќе следат натаму чекори. И јас сум странка во случајот, не можам се да знам. И по ваквиот одговор останува дилемата дали доволно сметка се водело за складирањето на отпадот и кој ќе одговара. Невладините организации се кренаа на нозе, бараат некој да сноси кривична одговорност, а пак политичката партија Левица бара без разлика дали има или нема иминентна опасност, итна одговорност да поднесе Насер Нуредини, министер во Министерството за животна средина, како и Јани Макрадули, заменикот министер, но и Буџаку, директорот на Центарот за управување со кризи. Алфа побара одговори од јавното обвинителство, дали ќе покреат некаква постапка за случајот како што бараат невладините. Оттаму не известија дека го чекале извештајот од Министерството за животна средина и врз основа на тоа ќе одлучале како ќе постапуваат понатаму. Трет ден по хаваријата во Охис за надлежните само инцидент. Тие велат дека ќе го лоцираат виновникот и ќе бараат кој ќе биде одговорен за штетата, односно за истурањето на 6 тона контаминирана вода во која се држала метилакрилат. Граѓаните прашуваат кој ќе биде одговорен и дали таа одговорност ќе биде кривична. Химичарите велат дека се уште не знаат какви ќе бидат последиците од излевањето. Немаме детали, тоест конкретни податоци за количеството и концентрацијата на истечениот метилакрилат и за тоа што точно се случило за да зборуваме за последици. Одговорот е кај фирмата, надзорот и инспекторите. Инаку, метилакрилат е токсична супстанца која при директен контакт со кожата може да предизвика тешки оштетувања и повреди на истата.